Знаевте вие која е пица Суперкикс? Знаеш која е пица? Не, искрено не. Ете гледаш. Ти знаеш? Ама ова е вистинска можност да се запозна. Ама, например, имаме една разлика, што он живее во нашето време, ама ние не сме живееле во неговото време. Јас сум човек кој што секада би сакала да отидам да прошетам кроз светот, ама би сакала да си се вратам дома. Каде што ми е домот, каде што сум пораснала. Сакаш да кажеш дека самото општество си ги брка младите? Не е дека не ја сакаат земјата? Нормално. Младите ние ја сакаме нашата земја, само нема овдека систем што функционира и системот уствари нас не присилува да си одиме од овдека. А ние сите сакаме да го имаме тоа што го имаме во странство, овдека кај нас и да биде наш. Добиваш иста плата за работа која не ја сакаш во земјава и работа која ја сакаш ама во друга држава. Остануваш или заминуваш? Заминувам. Стварно, па нели ја сакаше земјата? Ја сакам, ама вака кога го чув, дефинитивно заминувам. Живееме со родителите затоа што они не пуштаат да си одиме или на нас ни е полесно така? Затоа што не ќам да се отидам, зашто ќе ми фалат еден ден многу и колку што можам гледам да искористам време со нив. Вика, леле, нане па како стрипси се направила, вика, и сега ми вика, па кој ќе те земе вака, бе, вика, ми има и тетовирани машки, вика, му шивај што се секираш. Дали младите кои што бегаат од државата бегаат или се спасуваат? Бегаат за да се спасат. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Натура Терапи, Прохигиена, Ладрија Козметикс, Захарчев Винарија, Флорадикс, Sia Flowers, Кенди, Бела Пац, New Age. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. А денеска ќе прашаме дали да бидеш млад во земјава е проклетство или е благослов. Денеска да бидеш млад во Македонија се чини дека не е капитал, туку е тест. Тест дали ќе издржиш без да си заминеш и тест дали ќе издржиш да работиш за малку без да полудиш. Се вели дека талентот овде не е предност, туку е трошок, а амбицијата не е награда, туку во суштина е закана. Затоа што ако останеш денеска во Македонија и си млад, треба да објасниш зошто си останал, а ако успееш, треба да одговориш како си успеал и чии си. Порано не учеа да не мислиме, туку да се согласуваме. А денешниве генерации не само што мислат, туку и прашуваат зошто. Ние најчесто се колнеме во нивната сила и нивната иднина, а од друга страна им ги кастриме крилцата. Па тие лета таму каде што ќе бидат и видени и слушнати. Најчесто на Инстаграм, на ТикТок, на YouTube или пак подалеку од државата. Најбитни им се прегледите и лајковите, заради тоа што вредноста која што им ја дава општеството од прилика 400 евра плата, за нив е понижување. Затоа сега ќе ги викнам моите гости. И знам дека откако ќе ги видите, ќе речете зошто баш тие. Епа ќе ви речам дека сите тие се наши деца и ние треба да се грижиме за нив. Затоа ги повикувам во новогодишното студио на нешто конкретно, украсено од Sia Flowers, овие деца. Пошироката јавност ја знае како македонската трап-рап артист. Наместо од мајка и татко, одгледана е од незината баба, била дете за пример, ученик на генерација, која добила и ученичка стипендија. Подосна отвара и OnlyFans, а завршила и во притвор. Ја поздравуваме Дијана OG. Таа е креатор на содржини на TikTok. Јавно го кажува своето мислење на многу теми и не се плаши да му се спротистави на системот и на абсурдот. Барате македонска содржина, па после плукате дека не бива. Дора. Тој е фризер по професија. Веќе неколку години ги разубавува јавните ликови, но и обичните луѓе. Неговата специфична појава го прави инфлуенсер и креатор на стилска содржина. Својот салон го отворил на само 20 години. Октај Сейди. Тој е дипломиран професор по руски јазик. По вокација е пецел Супер Хикс. Неговиот јунак е Тито, а неговиот бенд Супер Хикс е постар од нашите други тројца гости.
Им посакувам добре дојде на моите драги гости, значи Дијана OG, Дора TikTok, Октай Седи и Пеце Суперхикс или Петар Младеновски. Пеце MySpace. Така, MySpace. Добро. Добро ве најдовме. Како сте ми? Прекрасно. Добро, младиве генерации се прекрасни, а ти? Младите генерации се прекрасни, а ние одлично со оглед на тоа дека не сме меѓу младите веќе. Така? Добро се држим. Добро, добро. Но ништо не Гураме. ви фали. Ништо не знаете, видиме. Ништо не ни фали, имаме вишок. Ништо не ни Супер фали, сте. освен Супер повремени прегледи на месечно ниво кај матичната. Сега, на почеток ќе прашам, нели, обично кога зборуваме за младите, сите викаат некои добри деца треба да дојдат во емисија или со некои добри деца треба да се разговара. Дали вие сте добри деца? Дијана? Се тоа е релевантно па заслуга. Така? Добро. Јас сум навистина добро дете. Добро. Се трудам да бидам најдобар. Добро. Пеце, ти беше ли добро Ја не дете? можам да кажам дали се добри деца, ќе видиме сега. Што е за Во текот на емисија. Што е за тебе добро дете? Ти веднаш почна со најтешките прашања. Ова е најлесното. Не е најлесното, затоа што не знам, знаеш како на времето постојаат други стереотипи пред 20 на 30 години за тоа, за таа квалификација да добиеш добро дете. Денеска веќе искрено не знам ни сам што значи добро дете. Затоа што се менуваат трендовите, се менуваат навиките, се менуваат стиловите. Денешните генерации за жал ги гледам дека гледаат некакви идоли и херои во лица кои што во наше време беа погрешни, беа криминалци, беа она што ние го нарекувавме турбофолко. Сега се наметна низ години како некој поп мејнстрима во наше време беше она што ние го нарекувавме нели некаква селјачка сцена, условно кажано во наводници, без да навредиме никого, меѓутоа некако се знаеше кој каде припаѓа, кој каде се движи, кој какви квалитети носи. Денеска некако меѓу овие генерации, самиот сум родител, веќе син ми 17 години, Што музика слуша? Маша те веќе стане тинеџерка. Знаеш како, се движат во рамки на она што е пристојна музика, меѓутоа кај нив тој тренд на слушање на она со што јас не се согласувам низ годиниве, а тоа е оној турбо фолк и неговите нус производи, па и сега да ми извините, трап фолкот и така натаму, е нешто кое што беше незамисливо во наше време. Добро, Да биде ајде, тренд. Дијана, реплицирај ти овдека. Па, еве и помеѓу постарата генерација владее тоа мислење дека времето се променило, луѓето се промениле, така да со годините ете се променуваат и правците на музика, па во чекор со времето. Широка тема е тоа, ќе дискутираме. Добро, како е од оваа страна да прашам? Со музиката како стоиме, слушаме турбо фолк или што? Слушаме буквално све, турбо фолк, рап, трап, па дури некогаш и народно знае да се пушти. Така. Ама турбо фолк е народно. Само во нов формат. Веројатно мислеше на Затоа реков, фолк, да. широка дискусија, Не, буквално ајде, настига да не колку почуваме од музика е. почеток. Да. Добро, Октай, кај тебе што се слуша? Јас слушам, се зависи од моето расположение. Беаш, значи децава со широки срца отворени, бре, све се слуша. Немам предрасуда на ништо. Ете, гледаш. Не Секој се има работи за свој- предрасуди, се работи за тоа што е квалитетно, што каква порака испраќа. Да, ама со Не само можам- твое не можам. тврдење предрасуда правиш, затоа што пример девојчето се истакнува на тој јазик, ево на тој начин, тоест. Тоа е предрасуда. Да, според меѓутоа мене. каква порака се праќа ми е од Не старт. секогаш секој поентата. гледа да извлече порака од нештото што ги слуша, понекогаш ти се допаѓа едноставно мелодијата и го слушаш затоа што прави да се чувствуваш убаво. Не извлекуваме сите порака баш од тоа што го слушам. Може би Добро. повеќе Не беше младите така во се мое време. водат по емоција, каква емоција добиваат од таа музика? Па види, има песни кои што провират слично таму баш некоја емоција, не знам. Додуше после белото Да. може да се поизразени емоциите, меѓутоа Не, па така му доаѓа сега. Ја тука не гледам некоја позитивна порака. не се слагам со вас, затоа што како човек што пишува... Персира. Па по старите генерации. Добро е, ајде. Не сме сега толку блиски, сега се запознавме. Генерацијски. Да. Како човек кој што пишувал и поезија, јас ја разбирам поентата за тежината и пораката на текстот кој што таа песна го носи, меѓутоа ете и времето и новиот бран на музика малку го измени тој тек. Пеца, Да, ако те ја го викне да ја задржувам правото гостуваш, да не се согласам со да ја тоа. гостуваш на албум, ако те викне, Дијана, ќе дојдеш? Прво морам искрено да бидам, јас сум сепак од постарите генерации, не сум запознаен со пуштиме нивните нешто. ликови дела толку многу. Се трудам, реков и пред емисија да разговарам преку ќерка ми,
некако да се доближам, ето и тоа 6-7, да сватам што е и така натаму. Тоа е Меѓутоа, система ногта и што се Чекај, ми интересно звучеше нека ни преведам. сега нема да дојде нешто 6-7, ја морам да направам 6-7, а сикаш ајде да не испаднам глупо случајов или да не сум не тренди, па мораше ти да го направиш. Мора да бидеме, се трудам, ама нема веќе потешко ми станува искрено. Трш се 5 дека имаме јака тројка што гледаш. Тоа е Јас сум моментот. од старт во подредена тука ситуација, не може Значи, нас не учеа, нашата генерација беше нели да молчиш, да се согласуваш, да климаш со глава, гледаш овие како и зашто е тоа. Не, тоа ми се како допаѓа, бара. ама Така тоа да го добро. видиме и на друго поле. На кое поле сакаш да го видиш? Па на поле на действување како критична маса. Аха, што треба да прават? Самите си знаат. Ја моето го кажав пред Добро, 10-20 ајде години во текот на песните. емисијава. Ајде да го одговориме тогаш. Ако се задоволни од она што го живеат овде, не треба ништо да прават. Меѓутоа самата тема на емисијата што вели? Да. Како Тоа да останат тоа, ние- прашањето кое што сега ќе го поставам беше прво, значи во самата најава, дали е проклетство, дали е благослов или е срамота да си млад во Македонија. Ајде Дор. Ти како гледаш? Јас мислам дека да си млад во Македонија е голем предизвик. Така? Значи не е ниту благослов, не е ниту проклетство, се зависи ти како ќе се поставиш во општеството, сепак живееме во едно општество кое е многу ограничено и ако сакаме да го промениме тоа, секој треба да почне прво од сам себе си и искрено во моментов ситуацијата во нашата држава е таква каква што е, не е толку позитивна, но има надеж. Не е невозможно да се сменат работите. Еве мене ми е драго што гледам дека се даваат шанси на млади луѓе, без да си нечиво дете или нечива ќерка, може да те чујат, може да те видат и да, имаш право, младите бегаат на социјални мрежи, на интернет само за да бидат чуени, затоа што таму имаат простор за тоа. Добро. Ајде Октај. Се согласувам Значи потполно. предизвик е да се биде денеска млад човек, така ли? Па, предизвик. Вака, како ќе си го изменаџираш времето и местото и како ќе се истакнеш, како што кажа. Тоа е. Мислам дека да, предизвик е, да, нели гледаме ностоп надвор од нашите граници, цело време полесно може да се стигне на некоја нели бројка на следбеници или било што, по било која работа. Тука е малце проблемот што, на пример, имаме недостиг на поддршка. Нашето никогаш не чини, туѓото секогаш е најдобро. Ја не се согласувам со ова треба брзо, потхитно да се смени, затоа што не може да биде туѓото боле. Значи ние сме ваши и ќе не поддржувате во било која рамка. Така, делот. Друг ќе не би унапредиле во ние на сфера. Така е. Сите сте наши деца, без разлика на тоа и што слушаат и како се однесуваат, мислам дека тоа ни е основното нешто кое што ние треба да го имаме на ум. Проклетство е, благослов е или е срамота денеска да си млад во Македонија? Срамота не може да биде, а ниту проклетство. Благослов е да бидеш млад човек секаде. Предизвик е исто така секаде да бидеш млад човек, затоа што дали времето, адолесценцијата ни носи ствари со кои што, тоест работи со кои што се соочуваме, потешкоти, се служувам со Октај. Меѓутоа се служувам и со господинот Петар што кажа. Господинот Петар во Господин, некако, господин, Петар. Официјално, додека не се опуштам. Меѓутоа, тоа непочитување, нефаворизирање на нашите производи, мислам дека потекнува од воспитувањето домашно. Затоа што младите, ако не го слушнале тоа, нема како да го помислат. Јас сум прв пример, по слави или по фамилиарни собери, каде што се гледа фудбал или, не знам, било каков спорт, ќе кажат, србите се подобри од нас. Овие се... Не треба така да ги воспитуваме, да ги учиме децата. Ајде додам сега на цената. Колку пари реално му требаат на еден млад човек за да преживее во Македонија сам? Октај, колку ти треба тебе месечно? Затоа што имаш собствен дуќан, работиш сам? Прво се надоврзам, затоа што темата нели дали е проклетство се живее во Македонија, не е воопшто проклетство, затоа што ако сакаш, можеш да успееш. Еве нека ви сум ја прв пример тука, затоа што јас на мои 20 години првиот салон го отворив. Тогаш бев дете, искрено секогаш ќе размислам, сикам кај таа храброст како ама таа волја, таа желба за да успееш да направиш, можеби го донело овој успех денеска. Ја така го нарекувам успех, па сега Па е успех. се надевам и останатите. Така да видите како ќе се изменаџираш така. Да. Во странство и во надвор нашите граници, нели, единствен плюс е тоа што има многу публика, многу народ,
многу од све, па можеш да добиеш голем профит, да речам, или пак ете голем аплауз. Кај нас се е помалце, ама има и една добра страна, зашто е малце све, па може да си најдобар. Као да покажеш дека е најдобро. Така да оваа работа е со две острици баш. Или ќе го фатиш она баш кај што треба во најтенкото и ќе се изведиш, или ќе се изгубиш, да речам. И треба да или пак истраеш. ете гледам многу млади бегаат од Македонија и нели за подобра иднина во странство. Знаете ли што често патувам? Стварно е убаво во странство, ама Македонија е преубава. Знаете ли зашто пак ќе кажам? Многу сме слободни и слободно живееме. Прво сме многу сплотени, се сакаме, кај си што си, ајде после работа се видиме едно друго. Ме разбирате, има таа топлина меѓу нас. Еве ќе седнеме тука, не сме се виделе, ама и осеќаме таа топлина. Надвор е стварно буквално све е стерилно и не е вентил и онака не е начин да избегаш само. Да бегаат, да ќе заработат некоја пара, ама ќе сватат дека не е се во парите. Дека стварно треба 50-50, значи да имаш нели финансиска моќ, ама и да имаш и живот во рацете. Тие двете се совршенство за мене. Так, Дора, Ама многу од младите, од не, Македонија? јас сакам да се надоврзам со Окте. Многу од младите кај нас бегаат од нашава држава не поради тоа што не можат да опстанат финансиски овдека, туку поради тоа што немаме Предрасуди? систем кој функционира пред се. Да, и јас сум против предрасудите и против тоа све некој што знае и секој има мислење за секого. Да. Не можеш да имаш некој мислење кога ти не го познаеш лично. И уште нешто, не сме ние тоа што се декларираме пред социјалните мрежи. Вистина. Сите ние имаме приватен живот кој не го покажуваме или приватна страна. А тогаш зашто ви се социјалните мрежи? Дали е тоа дека нели не ви ја даваат вредноста, да речеме, во општеството, па вие добивате вредност таму на социјалните Токму мрежи? заради тоа, ради тие негативни коментари, ради тие предрасуди, ради тоа осудување, многу лесно денешно време со можеби ненамерно кажан збор ќе те избришат, ќе те буквално сме имале Ти добиеш примери. јавен линч. Точно. Реално Ама можеш да добиеш и, како рече Дијана, да станеш вирален, да добиеш многу Да. views, значи во една... Истина. Тоа е се релевантно. Сега јас сум за поддршка, меѓутоа не да се поддржи се. Веројатно треба да се поддржи некој што стварно има некој квалитет и што се гледа дека го работи тоа со љубов и со знаење. Добро, а што е квалитет? Кај нас порано се знаеше, нели требаше да завршиш факултет, така, требаше да освоиш некакви награди, ти имаш освоено награди, тоа да не заборавиме, Да. значи си била и ученик на генерација, имаш и стипендија, и после тоа другиот пат ќе го зборуваме. Да, значи тогаш така се гледаше вредноста, значи не колку лајкови, колку видеа. Тоа ќе е имаш. во суштина, јас го имам доживеано на своја кожа. Кога бев дете кое што пишуваше поезија и кога на 14 години ја издадов својата збирка поезија во училиштето меѓу младите, не беше тоа како исмевање, меѓутоа како писателка. Не ми ги читаа воопшто книгите или поезијата. Кроз годините издадов уште 5 книги, значи вкупно имам 6 збирки поезија. На секоја моја промоција доаѓале многу повозрасни луѓе. Да не речам генерација со баба ми, тоа биле стварно квалитетни луѓе од тоа време. Факултети што учели стварно низ животот, се што поминале, а ниеден млад човек. До моментот додека јас ја извадив мојата прва рап песна, каде што е скроз спротивно од се тоа што сум го пишувала и е на некој начин литературно е многу понизок ранг, јас тогаш добивам и поддршка и од медиуми, меѓутоа и од младите. Така да дека е системот малку дисфункционален, меѓутоа верувам во младите, во нашиве генерации, дека ќе успееме да направиме една функционална држава за другите генерации што ќе дојдат. На прашањето за финанси, Да, колку пари ви треба тебе месечно за да... реално како човек што е кираџија, без 1000 евра не може. Само толку? Па скромен еден живот, онака да си платиш кирија, да си се најадеш, да си платиш сметки, што се вика стариве, што викаат да дуваш у месечина. Тоа толку. 1000 евра. 1000 евра Дора, што оквирно мислиш? минимум. Колку ти треба тебе месечно? Предпоставам дека живееш се уште со родителите? Не живеам со родителите. На Дора месечно и требаат многу повеќе од една просечна плата, поради тоа и се занимавам со 3-4 работи во моментот. Стварно, што работиш ако не е тајна? Можеме да знаеме? Па може тоа да остане мистерија. Добро, 3-4 работи. Ти и работиш и беше професорка за време на твоето
престојување дома, ќе кажеме што се случуваше, да? Да, предавав англиски онлайн часови држав и српски. Филипинци подучував. Јајте сме колеги суштински. Стварно? Гледаш, добро. Мило ми е. Октај, колку пари рековме тебе ти се потребни месечно? Затоа што нели кажав, од многу млади години почнав да работам, да заработувам. Искрено, стварно е скап животот во Македонија, со оглед на тоа дека имаме ниски плати. Потребни се минимум 1500-2000 евра за да обстоиш, за да нели имаш, како што кажа Дијана, Комотан. за да платиш сметки, кирија, не знам, гориво, храна, да можеш да искочиш со пријатели на вечера на дури тоа е луксус. Не За во Македонија Со со платиме, дека треба дефинитивно. во оваа сфера малку се подобриме. Се надевам. Добро. Пеце, сумиве како звучат? Па реално се Стојни сумија затоа што Во вашето време со 500 евра се затварало. И фамилија 500 евра беше сума, па беше ветување дека ќе се качи платата Сега е на 500 евра. смешно. Ние го поминавме тоа пред 10 години. 500 евра влагаш у маркет, гориво ќе ставиш и не знам уште нешто ќе купи готово, ти што. Не, на времето беше со илјадарка кога ќе влезеш пазариш сериозно. Сега ќе влезеш За пола со илјадарка се враќаш со пола кеса дома. Буквално ја памтам во школа кога идев со 60, со 80 денари, не знам. 100 највеќе. Тоа беше многу. Така. И благо имав да си купам, и Беше. тост да си купам, и сок да си се напијам се. Добро, најчесто кога се зборува за младиве, нели, луѓе, викаате што не сака да работи за 400 евра плата, од типот му било понижување, тогаш да прашам, значи, тоа е навреда или вие сте научиле дека може многу повеќе да се заработи некаде и тоа е реално во вашиот свет дека тоа е малку, затоа што нели почнуваш на почеток, па ти знаеш ја колку сум се борел за да стигнам нели до одредено ниво, па чекај почни да се докажеш и така натаму. Каде сте научиле вие колку треба да Па, заработувате? со само до тоа што кажа, дека со 1000 денари можеше да наполниш и количка, сега ти гледаш само свесен си дека не можеш со 300-400 евра ништо да постигнеш. Добро. Самиот тој свест тебе ти буди дека не е доволно, дека треба нешто повеќе да се работи. Сега веќе работат луѓето, младите по 2-3 работи, како што кажа. Порано вие сите сте работеле по една работа, на пример, и тоа е тоа, се враќале дома, фамилија, друштво, другари, посплотени сте биле. А сега ние немаме ни време да се дружиме реално. Знаете ли што често гледам? Надвор кога искачам од Македонија, цело време гледам надвор возрастни, постари луѓе шетаат во ресторани, младите ги нема. Младите Они работат. работат. Точно. Младите работат, да. Работат, старите уживаат. Па се надевам дека и ние ќе имаме таква старост. Ама реално е навреда 400 евра. Таква плата или хонорар не постои веќе во Европа нигде. Молдавија едино, мислам дека е некои такви параметри има. Ама она правилото Кој што е најсиромашната земја во дека Европа. треба да почнеш со малку па да се докажеш и така Па натаму. и 400 евра е малку. Добро. 400 евра е Реално премалку. не е толку навреда колку што е жално, затоа што самото тоа ги брка младите од државата. Еве, кога би живеела сама, да би заработувала 500 евра како сметководител негде или книговодител, јас со тие 500 евра не би можела ни киријата сама да ја покријам. А каде се тука нели основни потреби на човекот. Така да мислам дека тоа само нас не отуѓува од љубовта кон татковината и тоа што таа ни го нуди. А реално преубаво е тука. Стварно е преубаво. Да, и јас Кога би сум имале човек поубави- кој што секаде би сакала да отидам да прошетам кроз светот, ама би сакала да си се вратам дома. Каде што ми е домот, каде што сум пораснала. Сакаш да кажеш дека самото општество си ги брка младите? Не е дека не ја Нормално. сакаат земјата? Нормално. Младите Да. ние ја сакаме нашата земја, само нема овдека систем што функционира и системот уствари нас не присилува да си одиме од овдека. А ние сите сакаме да го имаме тоа што го имаме во странство, овдека кај нас и да биде наш. Мислам, во суштина и во странство, ете има многу по Германија што се по светов што работат, пријатели. Поголеми се платите, меѓутоа трошоците се тука негде, значи изнивелирано е. Дури поевтино у маркет, вие али што да купиш и се е поевтино. Да. Зборам за Германија Добро, и тие сега, докажи се може. Меѓутоа, овде е многу поскапо е се во маркетите. Како човек кој што се храни со безглутенска исхрана, мене ми е реално луксус да купам безглутенско брашно што е 300 денари. Како човек ете што работи, што заработува. А јас се прашувам што прават семејствата кои што чуваат по 2 деца и кои што школуваат и кои што треба да ги израснат и да ги облечат и да ги носат и Ја во ги ти кажам. со по 500-600 евра, мислам, многу се растени луѓе, така и ние, доста грота од нас младите сме растени така, меѓутоа што сега такви семејства прават, како тие Така ги е, сега, ама преживуваат? ајде да го зборуваме и тој да речеме некаков
не е нелегален начин на заработување, но си имала, нели, да речеме таква страница која што и не е туку така лесно прифатена, OnlyFans, на која што Така е. може лесно да се заработат пари. Дали токму тоа дека нема од каде, а ти требаат во моментов, те тера во нешто такво? Нормално, и кога си млад, уште повеќе се ти треба. А на некој начин, добро, тоа не е... Во Македонија тоа не е толку прифатено, меѓутоа во странство е скроз нормализирано, што не велам дека е нормално, или дека е супер, или дека ги поддржувам младите да го прават тоа, затоа што да сум ги поддржувала, се уште ќе сум била на тој сајт. Меѓутоа, се гледа тоа и како се работи тоа, која е границата, некоја линија. Така, сега ти е жал што си имала OnlyFans Не, јас или не се Дали доволно заработуваше? Да. Добро. Дора, ти би отворила OnlyFans? Или... Па, искрено сум размислувала и сум сватила дека јас не се пронаоѓам во нешто такво и дека не би сакала нешто такво. По социјалните мрежи многу луѓе мислат дека јас имам OnlyFans. Само поради стилот кој го имам и поради тоа што изгледам како што изгледам, они мене ме прашуваат дали имаш OnlyFans. Изгледаш преубаво. Ти благодарам. А TikTok се заработува доволно од TikTok или не заработуваш? Па, не се заработува убаво ако не знаеш убаво да го изменаџираш. А ти го менаџираш добро. Да, добро. Значи и заработуваш доволно, просечна македонска плата може да се заработи? Може да се заработи, да, со спонзорства, со колаборации, може да се заработи, ама сепак не е доволно за тоа да ти биде меин професија, да се занимаваш само со тоа. Значи треба нешто и од оние Да. класични професии, Да, така? да. Добро. Ја OnlyFans не планирам да. Не, а? Ти сакаш да кажеш. отвориш? Нема интерес за мене за такво нешто. Не си пробал? Не. Да го отвориме да пробам. Не, нема да испадне ништо од тоа. Добро, дали вие младите сакате прво слава и најбитно ви е славата, да ве знаат луѓето, па после тоа да добиете Свети Никола, например. Јас искрено сакам пред се да се остварам како мајка и да направам, да изградам своја една фамилија. А кога станува збор за славата, да, имам амбиции, меѓутоа првенствено за да ја исполнам својата цел да бидам родител и да си оформам своја фамилија, треба да стигнам до некој капитал, стартен, барем скромен, за да можам. Ја мислам, тоа ја прво да Ама и се омажиш, па после тоа. твојата професија бара да си Капитал. славен, така да скроз е Да, нормално да бараш да си славен. нормално, мислам, ниеден музичар, ако не би сакал да биде слушнат, не би Точно. извадил песна дали на Точно. YouTube или каде веќе во времењата. што Секој сака да биде толкова слушнат. Да. Секој сака да биде, да допре, да биде славен. Сега да не биде тоа баш. Добро, кај во наше време прво требаше да ја работиш, нели, па после доаѓаше славата. Сега некако кај вас прво станувате славни, па после тоа се гледа кој колку работи. Така иде тоа. Ма зависи како стануваш славен. Така е. Ако се труди работа да гледаат, станеш славен, значи си работел. Ако си станал преку ноќ. А не знам ни како се станува преку ноќ славен. И па така што ќе пуштиш едно видео, ќе се Пушташ превртиш на видео. глава. Да, е И одивирала тоа и е, после тоа е да марифет знаат. да се превртиш на глава, така? Ајде ти да се превртиме, можеме ли? Направи Нема се да он. сите се Ја не можам направиш. да се Добро, уште нешто кое што вас сите ви издвојува, младиве денеска, кои што сакаат посебно нели да бидат да остават впечаток, се тетоважите. Значи тетоважите некако ви станаат како идентитет, да ми биде тетоважата, па да бидам поразличен од другиот. Така е идентитет. Не, јас се имам тетоважи. тетоважи кои се со огромно значење. И си ги сакам малечки се, ама сите се со значење. Добро, добро. Ти имаш Јас Дора? конкретно на мене имам некои тетоважи што имаат значење, имам некои тетоважи што едноставно ми изгледа така естетски убаво. Но оваа што ти е И- на вратот, таа е Ова има спиритуално значење на вратот, толку би кажала за вратот. Тоа е едноставно мојот стил на кој јас се изразувам. Таква ми е енергијата и на ваков начин ја покажувам и ми пријам не ми се сакаш за да допаѓа се тоа. издвоиш од масата, да Да, бидеш да, мене ми сакаш. се допаѓа тоа што јас се двојам од масата, затоа што јас не се чувствувам и дека припаѓам на целата маса. Јас знам дека во себе имам некоја енергија што се двои од масата. Добро. Не ги покажуваш, ќе ги покажеш да. Ја малку имам тетоважи. Цела рака. Да, како човек кој што ја негува уметноста и ужива да ствара и да гледа луѓе уметници кои што се бават со нешто и јас ова го гледам на некој начин како уметност, а тоа за да се двојам од масата или за да не се двојам, не воопшто, јас не обрнувам внимание
на масата или како ме доживуваат ми се допаднало, сум го ставила на мене, тоест сум ја направила таа татуажа и како што кажа Октај, да, секоја верувале или не, иако ги имам толку многу, има некое значење. Сите тетоважи, добро. Да. А по дома што ви каза тетоважите? Или не се ни консултирате? Па реално, знаете, живееме во такво општество каде што кажат зашто не ти треба, са што има се шкрташ, видиш шубав си или Кога ќе шубава си. остариш как Да, личен. реално ги добиваме, ти ама добро, па вете, мерак ти и сакаш. Може би ќе се каеме некад, ама битно сме сакале некад, сме го направиле. Така? Па јас не добив пофалби. Баба ми е баба? постара, да, малку од мене. Она не ми ги бендиса, што би рекле повозрастните татуажите, меѓутоа немаме некој однос каде што она нормално ќе ми даде совет, меѓутоа одлуката е секогаш на мене. Јас нормално најавив дека сакам да ставам татуажа и И она мислеше една, ти кога залета, бабо ти И ми кога рече може. дојдов и вика, леле, нане па како стрипси се направила, вика. И сега ми вика, па кој ќе те земе вака, бе, викам има и тетовирани машки, викам уживај што се секираш. Добро, значи веќе имаш еден критериум, да е тетовиран. Не мора да значи. Постојат и нететовирани Па кои тие што се нететовираните соотворени. баш сакаат тетовирани. Или Стварно? обратно. Да, магнет. Стварно, се затоа што они го привлекуваат. немаат и го посакуваат Да. кај особата каршенившо да го има тоа. Така ли е? Па нели е така, на пример, светлите луѓе сакаат потемни, не секаат, али ете. Или обратно, потемните посветли. Добро, има. Има таква. Кога што Има. го кажеш. Добро. И тоа е релевантно. Не е све до изгледот Само на да дори е, што ама пак да е ете, човек, за Да е тетовиран човек, да или е, не да. тетовиран. Добро, е сега. Јас мислега во после оваа емисија ќе имам многу кандидати. Немој шоке прав, немојте бе. Па така Ти збори. немаш или имаш тетоважи? Ја имам 4 тетоважи и не планирам да престанам да се тетовирам. А и ти Дури на каснеш старост? многу малку од четири. Јас Што се чете? првите Ништо поголеми мислам. тетоважи ги направив после мојата 40-та, така што и не престана тој тренд, да, еве. Тој вториот пубертет тебе те гитари, здрмал. стихови. Овде имам една слика од мојот покоен брат. Имав на ногата уште како дете прв пат сам во наше време немаше тату студија. тетоважа од таа Во наше сигурно време. нема. Не, немаше на времето имаше со игла се правеше и со туш се правеа малите тетоважи. Така што ја имам една таква неуспешна чудо едно на ногава тетоважа уште од моје 8 оделение. И не го гледам тоа како некој тренд кој што треба да е ограничен во однос на возраста или годините. Не. Тоа е личен избор, ставаш личен момент кој што сакаш да го овековечиш преку тетоважа на тебе и апсолутно секој има право на тоа и нема ништо погрешно во тоа. Уште да го прашам ова, живење со родителите во Македонија е некаде во просек до 32 години, значи тоа се некакви статистики, а во Европа тоа е до 26 години, во Финска живеат само до 21 година. Е сега, живееме со родителите затоа што они не пуштаат да си одиме или на нас ни е полесно така? Јас може да кажам прв. Ајде. Затоа што не ќе да си отидам, зашто ќе ми фалат еден ден многу и колку што можам гледам да искористам време со нив. Така, Дора ти? Јас искрено имам различно мислење од тоа. Јас мислам дека првиот момент кога ќе имаш можност да се одделиш и да се изградиш сам како човек, да живееш сам, да го искористиш. Ама За можеш и да дома да јас- се изградиш како човек. Можеш, ама не е тоа тоа. Не можеш у детска соба. Ти живееш Не у можеш детска у соба детска или соба. ти имаш свој имам спрат? моја соба, мој спрат. Гледаш, тоа е веќе нешто поразлично. Например, моите родители живеат во стан и јас не можам да изградам мој живот во моја детска соба затоа што немам спрат. Па не е се до спратот, стварно, ете, ќе имаш спрат, ама ќе сватиш дека и во тој спрат не се ни качувам 7 тврме со моите, на пример. Идам само кога што ви ќе речеме дека тебе си некој хотел, ти дојаш, пиеш, си одиш некад. Добро, Викам ама- уште тие моменти барем да ги искористам, нели? Не знам, јас сум таков поврзан многу за нив и Добро. Јас сум многу емотивна, ама Преемотивна пак дури си некојаш. сакам своја приватност, своја некоја слобода. Сакам да си носам сама одлуки во животот. Јас во секој случај се консултирам буквално за све со нив. Они знаат во секое време каде сум, што сум, како е, зошто е. Ама сепак јас сум таа што си одлучувам што се случува со мојот живот и имаме таква една прекрасна комуникација каде што они поддржуваат се што мене ме прави среќна. Тоа е добро. Одлично. Е сега, таму кај тебе како беше? Ти кога се оддели од фамилијата? Ја не сум одделен, моите се над мене, така што јас сум и на овие години. Јас сум на линија на Октај, некако иако сметам дека и двајцата сте во право. Знаеш, Така. тоа е личен избор, повторно, индивидуално е чувството. Дали сакаш да си тука близу до твоите или па сакаш да си тотално одделен индивидуално некаде сам. Знаеш како, оние кои што стануваат така сами некаде, мислам дека ја учат таа посурова страна на животот, сами да така е. преживеат, па и после по
флексибилни се за многу работи, знаеш, и се снаоѓаат и се, не дека не и останатите, меѓутоа тој инстинкт на преживување мислам дека кај нив повеќе работи, знаеш. Так. И не знам, можеби сум требало многу помлад да се оделам од моите или не. Појма немам. Сепак е лично. Сега Дијана има една сосема поинаква приказна, значи ти си одгледана од баба ти. Така. Си ја кажала многу пати, меѓутоа овде не си ја кажала, па јас би те замолила доколку можеш, значи таков бил склопот на околности. Па како дете кое што нели е од еден дисфункционален брак или да кажам вонбрачна заедница каде што родителите биле зависници и сум одгледана од баба. Јас практикувам и си сакам, убаво ми е да се живеам со баба ми. Со нејза си имам некој баш пријателски однос. Јас кога ми треба да бидам сама и да се осамам, јас тоа го можам. Мислам сум живеела и сама, живеев во Белград 3 години сама. Перфектно се снаоѓам и сама да живеам, меѓутоа ми фали. Јас сум премногу навикната. Со мајче да си живе. Со мајче си го имаме ритуалот, си пиеме кафе, се советуваме. Еве како денеска сталожено, вака, така, знаеш, ово облечи, тоа облечи. На телевизија да, си. на телевизија си. Да ја поздравиме мајче. Да ја поздравиме. Така да јас кажувам, и кога ќе се омажам, она ќе биде со мене. Ако она можела да го посвети животот нејзин на мене, и ако покрај толку проблеми и бреме на плечки да го носи, можела да се избори со тоа да ме исчува, да ме воспитува и можам јас. Мислиш ли дека добро си вратила со сите твои потези што си ги направила? Дефинитивно да. Сега. Тоа звучи многу самоуверено, меѓутоа да. Покрај сите, да кажам, ситуации и животот и патишта и времиња, адолесценција и се, сметам дека сум на еден прав пат кој што се уште го одам. Човекот може да погреши и на многу повозрасни години, а не па на 25. Меѓутоа се трудам да одам по таа една траса која што делимично она, а делимично јас сум ја поставила. Добро, одлично. Еве една ваква приказна да слушнеме. Добро, не останува моментот за тоа колку вие им верувате на старите. Тоа ќе го направиме после рекламите. А мај сега да видам што вие би поправо. Може? Што би поправо? Дора, добиваш иста плата за работа која не ја сакаш во земјава и работа која ја сакаш ама во друга држава. Остануваш или заминуваш? Заминувам. Стварно, па нели ја сакаше земјата? Ја сакам, ама вака кога го чув, дефинитивно заминувам. Значи не е до парите, а? Добро. Океј, добро. Дијана, ајде, добиваш дете кој тргнува по истиот пат по кој што си и ти. Значи, што правиш? Го заклучуваш дома, го носиш на психолог, го оставаш да си го најде патот? Седнувам и разговарам. Првенствено му ги кажувам сите предности, ама и сите загуби и потешкоти кои што ќе ги најде на истиот тој пат, меѓутоа првенствено не би ни дозволила да моето дете се најде во некој таков свет или живот, затоа што се тоа јас што сум го преживела е последица на животот кој што нели моите родители ми го наметнале со самото нивно постоење. Мислиш дека баш тоа е така, крушата под круша паѓа што викаат? Не е тоа круша под круша паѓа, меѓутоа семејството каде што ти одраснуваш, каде што треба нели да си воспитан, да те воспитуваат, самата енергија во домот на некој начин му кажува на детето што треба, како треба, што е правилно. Јас, пример, знам дека е правилно дома да се има и мајка и татко. Меѓутоа, во мојот случај е правилно јас кога седнувам на ручек да седнам со баба ми. Значи, кога е празник некој, јас со нејзе седнувам. Така да, ете, тоа е некоја, да кажем, искршена вистина на некој начин. Добро. Но кога зборуваш за ова, татко ти значи потекнува баш од функционална семејство. Така е. Затоа што ти викаш не можел да нели ти си гледала што се случувало во твојот дом, меѓутоа татко ти па немал од кого да гледа нешто лошо, се најубаво видел. Тука е проблем веќе друг.
Он па премногу имал се. Аха. Он живеел многу комотно. Тогаш биле многу други времења. Вие сте, да кажам, од таа генерација, знаете како почнало тука се. Тек тогаш, во тој период, кога 500 евра или марки биле големо богатство, а сега се ништо, тогаш истиот тој човек ги имал на претек и многу погрешно ги искористил. Немал кој да му каже како? Па имал кој да му каже, него немал кој да слуша. Аха, па затоа и те прашав, значи во однос на детето, колку и да го советуваш, твоите баба и дедо сигурно го советувале, ама он не советувале прифатил. нормално, не прифатил. А тука ете има, тоа не е исто, еве, јас да имам дете и да ги имам сите пари на светот. Па нормално дека нема јас се да му дадам, треба и тоа да се помачи. Нормално дека нема да отидам на факултет и да речам, ајде, пикни мама 500 евра во индексот и заврши факултет. Затоа јас и не отидов на факултет, затоа што многу родители тоа го прават. Ги онеспособуваат децата да бидат спремни за живот, да се снајдат, да учат, да направат нешто. Добро, убаво кажано, одлично. Добро, те воспитала многу баба мајче. Ви благодарам. Да, ви благодарам. одлично, одлично. Татко ти во моментов каде е? Е со тебе или? Не, издржува затворска казна. Аха, добра, а мајка ти? Мајка ми тука во близина живее свој живот. Така, добро. Одам понатаму, значи Октај, до крајот на животот треба да одбереш едно, да шишаш бесплатно или да работиш инфлуенс бесплатно. Да шишам бесплатно, бидејќи ќе направам многу луѓе срекни. Добро. А ти од што ќе живееш? Па са и вака и така бесплатно. Барем вака ќе направам луѓе срекни. Да. Ама Па не му даде трета опција ти. Не му дадов. Ама Значи, ти ми едното рече и треба тоа да го бесплатно и избере. тоа. Или грешката Да, свати. Па барем вака луѓето ќе се стрекни. Кажа тоа шубаво се иши, шоп не ми наплати. Види колку е она altruista. Ќе закажам Утре, сите бесплатно. Па добар избор направи. Да. Гледаш утре редици. Па не, мислев од типот бесплатно да шишаш, па ќе заработуваш од Инстаграм. А ако шишаш, ако се сликаш на Инстаграм, бесплатно ќе заработуваш од шишање. Тука ми Аха, више така овако, мислиш. Да. Не знам. Не, Тешко не, прашање. Ќе шишам, Ќе шишам, ајде, ќе шишам, добро. Пеце, сега значи почнуваш. Значи рачунај, ти си млад, Не, надежен, сега Не почнуваш. може. Не е таа Ама ајде, замисли дека сега 1994. почнуваш. Значи, замисли сега почнуваш. Ајде сега се Добро. малку наше место. Ајде да видиме. Значи, што прво ќе правиш? Значи, ќе снимаш некакво бизарно TikTok видео за да те препознаат сите или така ќе организираш една промоција, гала промоција за да ти бидат сите. Дали едното или другото? Да. Па веројатно на TikTok, сега не знам. Мислам дека ќе го прифатат одма, види колку е интересен лик. Да, ама не сум присутен гледаш таму, така што Абе, пробај, кај нас, ти дај совет. ние популарноста добивавме на друг начин. А инаку почетокот ја многу добро знам каков ни беше. Ние 6 години нас ни требаше како бенд да доеме до првиот некаков успех медиумски. Тоа се случи со една песна што оваа година слави 25 години сега глубови песни. До тогаш никој не нарецкаше, мислам, тука бевме у локални некои кругови познати. Меѓутоа ние се окозивме од пробување, скапување по гаражи, свирење. Во тоа време не постоја ни TikTok, не постоеше друг начин на промоција освен да се појавиш на ТВ, на некој рокфест или нешто слично. 5 години рече, чекавте за да успеете? 6 години, 6 години до Де, првите сега студиски снимки. 6 Значи секунди денеска чекаат. нови генерации ме се при рака. Да. Што исто така не носи па и квалитет, знаеш. Сега па имаме премногу производи, а ретко што е вреди вистински. Така што ако ме прашаш да се вратам сега со овој ум, веројатно на TikTok би се фокусирал, затоа што гледам дека се е таму и гледам како работи музичката сцена денески, како еден хит, макар бил и од пред 30 години Точно, како точно. оние на Синди Лопер, стануваат повторно хитови. Се прави Се вирално оживува видео. на TikTok. Ама знаете ли Некој како? инфлуенсерка, Кога се кажа барем она тоа го песна, научив. Како? Ако пример она е влијателна на Инстаграм, Е, супер, ќе дадеме некој од нашите песни за да допреме до... Да, пример, Пееме како глубови некој видео- песни. Ако Нема ја многу да сакат платиме низа, само, ние сме по друга Не, бранша. не. Јас ја сакам нашата македонска музика и мене TikTokот по 6 или 70% ми се базира на македонска музика И да знаеш дека постои еден тренд периодов што го следам, колку можам да се движам меѓу младиве, на повторно враќање дури на македонски поп хитови од пред 20-25 години. И тоа ме радува многу. И јас мислам дека имам дел заслуга за тоа, затоа што почнав да снимам за TikTok. Кај вас е топката, да знаеш. 4-5 Тоа сме свесни и ние месеци постојано. и ќе видам јас Да, ќе ми да. текне на некоја песна која била популарна во времето на татко ми. Ќе се снимам со нејзе и утре дента ќе станам од спиење, гледам уште 10 девојки ја сними листата песна. И мене тоа ми е драго дури што поставувам некои трендови што ги пратат луѓето. Се враќа македонската музика повторно во некој тренд.
соживуваат следиме, многу да знаеш. стари песни. Цело време зборуваме за трендови, а за вистинска вредност? Што Па и пласирате? ова е вистинска вредност. Старите Не знам песни имаат што вистинска контент вредност. имаат, меѓутоа ако на едно видео со кој што не знам еве денес сум мамо купувам не знам парфеми, не знам тоа тие видеа како одат и што се снима, меѓутоа ако стави во позадина македонска поп песна која што била, не знам, дали Суперхикс, дали Дарио, дали не знам кој Ареа, станува вирална и млади ја прифаќаат. Имаме еден огромен вакуум од 20 на години кој што кај керка ми во клас децата не знаат кој е Тошо Проевски, 90%, како да ти кажам. Значи, Знаете ви која е пица Суперкикс? Знаеш која е пица? не. Не, искрено не. Ете гледаш. Ти знаеш? Ама ова е вистинска ти вистинска знаеш? можност да се Ама, запознаа. например, имаме една разлика, што он живее во нашето време, ама ние не сме живееле во неговото време. Да. Така е, така. сега Е, е чест. И тоа јас е сум така. свесен за тоа. Така да не ни И не сте замерувај, вие молим те. виновни. Да, ама За баш тоа. и тоа, нели, не знаат, како може да не знаат. Ете, така да не знаат, и мене не си не знаела. Ако види не се Вистина, пласираш па, сега еве, на не ме медиумите, знаеше. на социјалните мрежи, што си правил, како си правил, од кај ќе знаеме. Не. Пример. Јасно ме мене за тоа. Па добро, тука сега и нели тие што не воспитуваат, што не учат од дома се учат Така е. И некои во работи, училиштето. значи и во училиштето, да. Во меѓу другото. Во Италија на пример сите знаат кој е Тото Кутуња од 5 години до 75. Нели Сара Перкети Амо, има некој што не ја знае песнава? Мислам дека не. Ке конфузионе, Сара Да. Перкети. Да. Сите ја знаете, така? Ама од TikTok Ама од TikTok ја знаат. Вистина. Регги од Манескин стана хит 20 години по песната на Меткон. Затоа што стана актуелна на TikTok. Претходно не беше популарна. Тука, кај отсвират? Кај свират? Кај пеат? Па, ете, тоа е поентата, Имаме ли такви? зашто? Затоа и велам, значи во вакуум сме. Друга поента е преку Така е. училиштата и образовните институции, таму колку Управо малку си се работи на потпуно. тоа. И од дома, нели? да. Сега, Добро, ајде како тоа додиме се- малку на паузи и се враќаме пак. Ајде. Може. И еве се вративме. Значи, жестока беше дискусијата на рекламите, тоа е најинтересното нешто, така? Тогаш сме најопуштени. Тогаш сте, ма не знам Гасете зашто, камери. значи, и не сте толку опуштени како што сте опуштени на YouTube. Ова ќе иде и на YouTube. Е па добро, ајде тогаш. Ајде, Запиши одмah, нешто тогаш да ќе играме. Лолодора. Слушај, сега ќе се опуштат, вие направете рилови од ова. Добро, одмah ќе Пуштате ги, направиме. заман. Добро. Дијана имаше еден одличен заклучок, рече вака. Значи, кога имав 14 години, кога бев, како ми рече, и првата поетиса бев во Ману, Во Ману, така, да. никој не кеше да напише за Во мене. Ману. Да. Отворила OnlyFans, сите пишувале за неа, кога беше на задруга, сите пишуваа за тебе, значи кога отиде на беше во притвор, и тоа мораме да го кажеме. И тоа за тоа пишува. За тоа сите пишуваа, арно ама, значи, еве, која оценува вредноста? Гледачите, уствари масата. Многу тажни животи има, секој има многу проблеми, многу неостварени желби и амбиции и кога луѓето ги гледаат тие некои, па да кажам, не толку содржински, онака не конкретни, без, да не ги кажам, без тежина. Работи си вика, се теши. Ајде, не ми е и мене толку лошо, Аха. не ми е само мене лошо, има и полошо, многу се сирџи, народот е сирџиски. Види Дијана, што е, јас сум Да, добра, а? да, јас сум подобра. Буквално Какви тоа ги бе. има? Па ствар. Добро, подароците ви се тука, пред да ви ги дадам, значи дајте да завршиме, само за да видам до крајот дали ќе исполните. Ја ќе почнам од Како виното. што да треба, ти- по виното, а? Да. Добро. Прашањето мое е, значи, дали младите им веруваат на старите? Тука малце ќе ја ставам посериозна темата. Зошто? Заради тоа што имавме една случка, немила случка, значи трагедија која што се случи во Македонија. Сега, прашањето беше вака. Нели, што се случило? Добив коментар од еден млад, значи не сме криви ние, вие сте криви, вие возрастните тоа сте го направиле, ние само ви веруваме. И ми даде насока на едно нешто кое што рече вака. Обично кога не праќате да идеме надвор или да излегуваме надвор, секогаш прашувате ќе има ли некој возрастен со вас, сметајки дека возрастниот ќе биде многу поодговорен. Сега, дали ни верувате вие на нас, возрастните? Прашањето е и дали сметате дека знаеме што правиме? Мислам дека да, бидејќи некогаш и ние кога обрзуваме, правиме нешто, некоја белја или било што, и после викаме леле, не требаш, и после тоа искуството се свара. Сметам дека и возрастните грешеле како нас, па искуството нивно го кажува тоа немој, полека, внимавај, така да
повеќе знаат, нормално. Значи ни верувате Да, дека да. знаеме што правиме? Па нормално, да. А не е секогаш нели со честни мислам со исклучоци, ама сметам дека да. Го кажуваат тоа ради некоја си ситуација што ете некад можеби изгореле, не сгрешиле и така натаму. Добро. Да. Добро. Ни верувате на нас Јас возрастните? Се согласувам до некаде со Октај, затоа што не за све. Сепак искуството ваше си го носи своето, треба да го почитуваме тој и да го слушнеме, затоа што може да ни помогне, ама сепак сме растени во различно време, различни генерации, некогаш и вие не разбирате како функционираат работите денеска и може и погрешно да не упатите. Погрешно да ве упатиме. Да. Видиш како? Добро. Таму ќе го прашам Пеце. Мислиш ли дека Не, ајде нека се изјасни, па јас имам една порака до нив на крај. Ајде. На поента. Независно од годините, не гледам тоа така како дали е некој повозрасен па повеќе да му верувам, тука пресудува некој мој инстинкт дали можам да му верувам на човека без разлика на годините. Може некој да има и 60 години, ама да не ми влева доверба за нештото што го кажува. Добро. Така да тоа Пак велиш дека е релативно, Да, ама на свој 19 години си имала искуство кога со возрастни луѓе си требала да соработуваш, така и заради таа доверба во нив, предпоставувам, си завршила во притвор, да, така да Каде тогаш немаше инстинкт тогаш или пак се водеше по тоа возрастни се не би требало да ме зезнаат, значи луѓе се угледни се или било како? Не, тогаш беше ситуацијата налагаше така, тоа беше неминовно. Аха, добро. Меѓутоа не можам да се навратам на тој памет, не можам да некои работи кои што ми се као лошо искуство во животот, сакам да ги избришам од сеќавањето, за да не ми го оптоваруваат мозочето да ми размислува на убави работи и на сегашноста и на иднината. Така да со минатото премногу не го оптеретувам мозокот, меѓутоа веројатно сум била многу понаивна од сега. Добро. Искуството е тоа Да. што рече Октај, значи све доаѓа Да. со искуство. Па ја две работи сакам да кажам за крај, а тоа е не им верувате на постарите. Не им верувате прва работа затоа што веќе следам моја генерација луѓето околу мене, малку кои остана со при здрава и чиста и разум и свест, така што не им верувате, следете го својот инстинкт, сами предпроценете, иако нели по некој совет може и да послушате од некој постар. Еве ја имам мои некои сваќања за тоа што е квалитет, што треба да биде да постои како содржина, што не. Тоа е едната работа, следете ги своите инстинкти, она што го знаете, најдобро го правите го сами со повремени претходно проценети совети од други. А втора работа, ја би ви се извинил во името на моите генерации, на нас постарите, за она што го трпите денеска како последица на една транзиција, на еден девастиран систем и сето она што се случуваше минатите 30 години, тргнувајќи од стекнувањето на независност на Македонија, па сето она што го живеевме ние како генерации, разноразни приватизации, трансформација во демократско општество кој што не функционира онака како што ние си го замисливме, со сите негови девијации, корупција и така натаму. И ова го направи дури една јавна панел дискусија на кој што бев поканет како музичар, како некаква јавна личност и на кој што имаше многу студенти и на нив јавно им се извинив во името на нашата генерација за сето она што се случуваше минатиот период, па особено за она во Кочани. На вас ви значи ова извинување нешто или? Општо зборувам, некако извинување од Пеце, него извинување Не лично, јас зборувам во името на мојата генерација, не да. сметам дека сум правел лоши работи, сум бил Не, секојаш гласен за тоа сакам се да што е кажам, девијација, дали извини е доволно, дали како денешните генерација ние генерации потврдивме. Дали денешните генерации прифаќаат извини? Овака да ви кажам, сите ние сме си криви за нашите последици, така да никој не е крив ако ние сгрешиме и нема никој зашто да не се извини. Ние сме само свесни како што сите кажавме ниете, што правиме, како правиме, знаеме што носи последица од нели некакво си дело. Така да извини може да биде и добро и непотребно. Јас се извинив за општиот амбиент, не Да, за вас лично. Зборам за вас како генерација. Него општо као јас тој збор извини ничто не го сакам. Колку што викаат извини е најубав збор. Ја не го сакам. Откако го направиш нешто нема потреба да извини. Поминало, изгорело, направило, окей. Не, да немате потреба и вие да им се извинувате на тие 30 години по Тоа вас. е поентата, тоа е поентата. Следете некој друг пат. Знаете ли само што е разликата? Што нема ние толку да ги напаѓаме и им вршиме притисок, тоа е разликата и нема да има потреба да се извинуваме, затоа што Или- малку да сме посвесни. Или ние сега така мислиме.
Викаш? Затоа што ние не знаеме што ќе донесе Утре? иднината и какви ќе бидат другите генерации. И тоа си управо. Затоа не Не мислам кажувам за некаде 20 години. Да, да. Тука ќе седите вие, тука Со некои други бастонче ќе млади дојдеме со деца. научари. кажувам, не сме толку стари. Кажувам Не, од ние. аспект дека стварно живеам со повозрасна жена, многу генерации не делат, иако е модерна и има TikTok, и има Има, Инстаграм, мајче има да. TikTok. Јас ќе ја заследам прв. Дај да И смееш. гледа, мислам, не постира, меѓутоа гледа, наблюдуваче Аха. на социјалните мрежи. Иако, па да, иако е на некој начин модерна, сепак има Мојата баба има доста- Viber и WhatsApp. А, не. И знаете ли како куца? Охо. Вак. Е, Ама ми пишува пораки. Добро, што куца така, може да куци. Не дај Боже. Да. Дај Боже. Добро, Дора, ти како ти звучи извинувањето? Па, искрено и мене зборот извини не ми значи ништо. Затоа што ако нешто сакаме Добро. да се промени, треба вистинска акција да има. Да се види дека нештото се менува. Немам акцијата не е веќе кај нас, поминала нашата акција. Сега Акцијата вие е треба. на Ништо наши кај вас, но дефинитивно дека треба значи повеќе да им веруваме на младите, повеќе да им даваме шанса и да ги цениме. Мислам дека тоа станува. Знаете ли што, ние малце сме појаки за разлика, знаете ли како ментално појаки? Бидејќи ние сме веќе многу принудени и на секаков линч. Што вика на социјални мрежи, било што. Така. Ние сме малце поспремени во емотивниот момент, менталниот да речам. Додека кај вас немало. Кај вас кога ќе ви кажал, се не ме сакате вие конкретно, ама во ваше време, некој близо како те навреди, готово, завршило, вака. Ние сме веќе као трпнати, као... Ама знаеш ли зошто е тоа така? Заради социјалните мрежи. Ема да. Ама ако Јас можеби тоа тргнав не од син ми кој што го гледам карактерно. што поминуваше низ тешки периоди така со тој булинг некој преку социјални мрежи, сега веќе не ги допира. Ете. Да. Ние што сме начин јавни се личности сме јакна. го поминале тоа. Меѓутоа кај обичен човек тоа не поминува така. Ама Дај да да. видим. Така да Ние сме тоа малце е појачени исто. од Крај. вас. ситуации после таков булинг. Да. Тука кај нас мислам дека не, ама трагични имало во соседството и тоа многу Па и фатално. мислам дека и не секој баш излегува појако тоа. Без разлика Да. и кај помлади. Добро, ама пак сме спремни, као, окей, сите Има некад една сме паднале, ама ќе разлика. станеш. Тоа е тоа, Која немаш, е идеш напред. разликата, Дора? Што во времето на постарите многу било битно кој што ќе каже за тебе. Како ќе ти скоментираат, какво мислење имаат останатите за тебе, ти може и да си несреќен, ама ако ги правиш ти другите среќни, ако имаат они добро мислење за тебе, ти си добар човек, без разлика на тоа што си несреќен. А во денешно време младите бираат да се они среќни, да го прават тоа што ги исполнува и што ги прави среќни, без разлика на тоа како ќе ги коментираат од страна. И ова? И на крајот на кришот па си ги бројат коментарите. Да. Гледаш, знае точно кој Јас си што и хейт како. коментари лајкнувам. Така? Знаете ли Ти си што? отрпната на Хейт све. коментарите се како една река, знаете ли зашто? Бидејќи усвари не треба да ги гледаме ние воопшто. Треба само напред да гледаме реката како се движи нанапред, не излива лево и десно, така и тие коментари, лево и десно се, само гледај го патот, иди напред и тоа е тоа. А у наше време Убава кога првпат се метафора. појавија по Facebook си лоши коментари, ако Лично ми е некој гајле. те знае и си му пријател на тој, бараше ти се оти како кој е овој кај живее. така беше тоа на почетокот. Кај да го најдам? Сега, денес ако трнете така 200 души, Па вашите генерации се тие дај да го најдам. Нашите генерации знаете ли што се? Така, ти си ова, ти си тоа, ти си таков, ти Да, си ваков. Така. тоа е и тоа не можам искрено Тоа е да го исто. разберам како постара мајка. Веќе одиме на друга тема за следна емисија. Да, има тука младите. Па не викам дека сме и престарени ние, Не сте младите и воопшто. старите. Не сте, не сте, да не но се јас разберам намерно погрешно. сакам да кажам. Како го кажа, не. Не. Ја па многу Со сакам да го со возам. доза на само на сожалување. Не. Не, јас тоа го Уште кажав сте- и ван емисијата. Ако сте вака. Немојте сега да ми го спинувате, кажаното. Што во наше време кога на некого ќе му се обратеше со вие, тоа значи дека е стар. Не, Готов тоа е си. почитување, тоа е поштовање. Јас Готово, така крај. го И јас гледам. така со Тоа е време, поштовање. Се зезам. Сега ние сме тука баш близко генерација, не ќе се пресираме, ама тоа е поштовање. Во период кога држав еден ноќен клуб, така ми се обрати едно девојче тогаш со вие, викам, тоа беше пред 15 години. Викам, мау, што од сега ли викам дојдов овде, вие. Добро, ама вие ставање и на одредена дистанца, тоа значи дека се уште не прифаќате дека ние можеме да ви влеземе во вашиот круг, кога им се обраќаш со вие. Аха. Аха, за утесно да Може, стаи. може да се доживее тоа и така, меѓутоа не, јас лично за себе си кажувам. Дај му кажемо на 5 Тоа е- 5, дај си 5. Не, сепак е многу подолго во Воопшто не различува. музичара. Сакаше да кажам многу повозрасен од Не, мене. не, Не не. се дај си лайк поново или не знам. Што како му дојде. Не. Има стаж во музиката, сепак
сум била дете кога вели Без разлика се што не го зборувало. познаваат новите генерации. Да, ама се Пица да се Може ли ние да се извиниме сега вака? Зашто да се извините? Не сте вие И виновни? наш ред е да се извини. Не сте вие виновни, тоа тргнува од друга една од друг еден амбиент кај што треба да ги научите овие работи. Не може и затоа доаѓаме до ова денеска, зашто и на вас не ви се почитувани содржините, затоа што тоа има континуитет. Ние во Македонија така остаревме, што би се рекло, знаеш. Тргнавме од нешто, имаше вредност, а доаѓаме до ситуација. Пак доаѓаме на тоа прво што кажавме. Треба поддршка, да се поддржуваме, па вие нонстоп да постоите во секоја генерација, па секоја генерација тоа да го знае. Или ние ќе постоиме, дор сме живи. Не, вие фала Богу и дај Боже да постоите, него како тоа би го знаеле ве идните генерации? Како? На Широка кој тема начин? сум го зборувал ова, Сега ќе значи го видат образование, тука и ќе медиуми, дома и Добро, еве така. ова е еден ова леке движени социјални мрежи. Ќе го видат. Ама ако не се дешаваат вакви платформи, вакви простори, вакви муабети, како ќе знаат? Еве, од емисија ќе дознаат. Добро. И кои се И супер да, ги да, вашиве. Дора ќе- Гледајќи ве вас ќе дознае некој за мојот бенд. Да. Значи Дора ќе сними, рековме, TikTok. TikTok видео TikTok, со да. твоја песна, глупави песни, ја знаеш. Јас ке мене во салон ќе пуштам. Ќе најавам, значи на најавна. Може ли рап во која што ќе вклучиш А еден нешто? дует? А чекај, еден дует? Јас соседната сум тука за да го договорам дуетот Да го после договорам. емисија, па сега. Брајле, гледаш ли како Добро. Слушај, Калиопи сега направи Калиопи мисля, со Јанг- Сладкар. Не, Ареја со Јанг Деди направи. Е, добро. А Калиопи со Сладкар. Така. Добро, сега тоа е малце поблиска генерацијски. Меѓутоа, ние разговаравме со Суперхик сериозно за една соработка со помладите. Сега се изгребеме малце помлада Готово публика. сите свесни Не за во друго. Ние од Џон ќе биде поштованието, стилист. вие од помладата Видиш, а публика. трап ска може да се направи, тоа е нешто откачено. Или трап реге. И ќе му дозволиш на Октај да те среди. Јас. Нема да ме среди никој. Зашто? Ќе ти треба многу време, нема. Кажи Не, како не, А 2 години не сум бил на Абе, на ќе вакво. следиме, не се кири. кажи каква мој брадичкава му одговарали за името. На криво. Пошто сам се Ќе средам. направиме некој тачап. Ова е скромен коментар. чекај, слушам. Се крие нешто за тоа, сакаш да каже. Чекај, ми се допаѓа зборот ќе направиме што? Еден тач. Touch up, touch. Final touch Да, допир. што и да е. Тач вака, так. Тоа се тие генерацијски разлики. Не го разбрав, ама нема врска. Причат мавни му. Англиски, само англиски збор. Тач допир, последниот допир. Добро, да ви дадам подароци. Сикс Прво евро. ќе почнам со витамините, затоа што доаѓаат, нели, период на настинки, на грипови. На А вас сите млади ги ако не ви имате. требаат витамините. Да ти Видела го, префрлат, да. значи добро. Откако ќе оздравите, значи можете да си пиете винце, да харчам винарија, заедно со, значи, Осоговски млечни производи. Тука имате кашкавалче, 35 години слават оваа година, повели. Благодарам. За девојките имам Ладрија козметик, ова ви е еден мист. Ладрија една година веќе се на нашиот пазар, ќе пробаш, ќе кажеш дали како ти одговара. Благодариме. Овде имам за девојките исто така бела пац, значи многу е битно какви влошки користите, така да ќе ги добиете и нив. Од Натура терапи, од Адастра, значи тука имаме еве ги, овие што се за бронхопротект. За вас позорно ви треба пеачите. Да се снеше како мора да ги рекламира производите. Кај вас не е тоа така, на TikTok и гледи, имат модерен Има формат на. друго, ја еве Ова е old school, можеме. ова е old school. Да се чисти Приматекс, односно прохигиена, ќе ги најдете значи Е, тоа за мен. интернет. Тука имате професионални средства за чистење. Ти чистиш или баба? Чистам домаќинка, сум и готвам и чистам, ви Сите благодарам. ги имате значи тие подароци. Mint Fintech групацијата, ако ја симните нивната апликација, значи Mint апликација, ќе го најдете ова тркало на среќата. Ајде да видиме колку си ти среќна, заврти го тркалцето, да видиме што ќе ти се падне. Сврти го. Вака. Е готово веќе. Што доби? Музичар, Bluetooth звучник. Кај не го видов добро. Еве го, честитки, добро. Значи сите вие кои што сакате да добиете исто вредни подароци, слободно си мнете Mint Fintech апликацијата. Добро, завршуваме тука. Дискусијата беше лагана, мислев дека ќе биде пожестока, ама добро ми се допаѓа. Така да на крајот само да прашам дали младите кои што бегаат од државата бегаат или се спасуваат? Бегаат за да се спасат. Добро. Се слагам со Така. Дорас. Да. Сега зависи. Ти ќе избегаш пак? Повремено ќе бегам, ама ќе се враќам. Добро. Јас бегам да прошетам, да видам и да се вратам пак дома. Добро. Супер.
Ја никаде не избегав, така што касно. Меѓутоа, ако ме прашаш Младите? за младите, односно за моите деца конкретно, сами ќе се одлучат, меѓутоа би им дал една шанса и поттик да се обидат макар некакви студии. Оно што го вели тоа и по мене е најдобро. Значи да отидеш да собереш искуство и да се вратиш само ние како систем, како држава ги бркаме таквите капацитети, тоа е лошото. Бегањето е нели начин или не знам. Затоа што на некој нема потребно тоа што ќе избега и што ќе добие таква сума таму или било што. Некој суштински сака други работи, вредности, натрешни. Јас сум Никој не треба да бега за да се спаси, треба државата да поработи на тоа, повторно пак ќе се вратам, да се задржи младите луѓе. Константно слушаме некакви нови политики на задржување на младите, не се случуваат. Значи тоа треба да биде итна точка на дневен ред. Реално Македонија има многу убави чеда, ние сме чеда, кои што сме многу талентирани, само да го препознато, да не подржат моце повише, публиката да не подржи и нема нешто што не можеме. Зашто ние да сме помалци од нашите соседни држави? Што ни фали? Ништо, баш сме поубави и повредни. Значи, стварно сме вредни. Јас кај да отидам, често патувам, а видам некој вреден трча пред, овој гарант викам нашиот Балканче, гарант, нема шанси. Ние сме многу поспремни. Така се раѓаме, така сме научени, као знаеме што е тешко и нема кај нас простор за да сгрешиме. И тој наратив да го прифати твоите генерации и ќе биде се подобро, а овие постарија да поработат на она. Ама имаат самодоверба младите, јас така мислам. Нели? И само бендисани сме понекогаш. Така. Се гледа по нас. Фала ви многу, разговорот беше прекрасен, се надевам да го пренесовме порака и до младите и до постарите, но она што е најважното и на почетокот спомнав, вие сте сите наши деца и во сите вас веруваме и ве поддржуваме, нели? И не се извинуваме. И направи некогаш емисија со 6-7 гости или што ви рекле 6-7. Добро. Ве поздравувам, се гледаме следната недела.